Почитувани гледачи, ве поканувам да го проследите новото издание на емисијата Профит. Кризата донесе високи стапки на инфлација. Во вакви околности треба да се заштитиме од неа и да ги заштитиме вредностите на инвестициите. Затоа побаравме мислење од доброупатените на оваа тема, зашто во ова издание на емисијата Профит ќе анализираме за да понудиме соодветни информации кои што ќе бидат добре дојдени во насока на заштита на инвестициите во време на високи стапки на инфлација. Ве поканувам да останете заедно со нас во ова издание на емисијата Профит за да ги проследиме најавените содржини. Кризата предизвикува големи загуби, а инфлацијата влијае неповолно на заштедите, инвестициите и носи големи ризици. Која е најдобрата заштита од инфлација? Во што да се инвестира? Недвижен имот, валути, злато или сребро? Кога вие еднаш ќе ја вратите недвижноста како инвестиција, низ години на незино изнајмување, значи ќе поминат 15, 17, 18 години, на некој може да му се посреќи и за 10, но на некој еве и за 20 години, речеме поврат на таа инвестиција, кроз 20 години вие повторно ја имате истата недвижност. Вашите пари кои што сте ги инвестирале, веројатно и со тој природен прираст на цена кој што е на годишно ниво, ќе можете да ја уновчите повторно. Златото и среброто е нешто което е во цел свет. Тоест, вие со златото, ако отидете во Кина, во Америка, ето во Европа, кадето и да идете, златото е злато. Тоа не го дава никој друг инвестиционен продукт, којто во момента дискутираме, не го дава како можност. Тоест да ти извади и да си апсолутно независим од системата. Да одите сега да купувате долар кој што е просек 15-20% поскап од обичаен цени на доларот, мислам дека не е паметно. Да купувате злато исто така 30% е поскапо од вообичаено, а исто и становите се негде 20 до 30, па дури до 40% во одредени делови се поскапени. Не е време сега за инвестирање во тој дел. Не треба панични одлуки доносити, добро проценити шта су алтернативе и водити рачуна о томе да када имамо финансиску имовину, да е најважније да бирамо ону која е у станју у веќој мери да нас заштити од инфлације, али такоđe ако може да генерише неки приход, то би онда било идеално. Нека все пак да хората да разберат, че когато инвестират в реален актив, може да е цинк, може да е мед, може да е желязо, може да е литий, изобщо произволен реален актив от типа на метала, който е дълготраен, той ще защити своите средства от инфлация. Но това, което имат предимство златото и среброто е, че те са отлично познати от 5000 години на човечеството. Има изключително ликвидни пазари. Како да се заштитиме од инфлацијата? Дали е вистинско време за диверзификација на инвестициите и колку тоа е оправдано во време на висока инфлација? На оваа тема во емисијата Профит ќе побараме мислење од доброупатените во различни сфери, во сферата на недвижностите, во сферата на инвестиции со злато и сребро или благородни метали, како и од академската заедница, економистите кои што ќе ги искажат своите ставови за она што е наше секојдневие, живеењето во висока инфлација. Затоа во продолжение ги најавувам и моите соговорници во овој контекст за да зборуваме продлабочено и анализираме на темата, а тука заедно со мене за оваа анализа се господинот Оливер Димитровски, собственик на Агенцијата за недвижности New Way Limited Скопје и господинот Маријан Рангелов од Invest Metal Скопје. Добре дојдовте и благодарам што во оваа пригода одвоивте време да анализираме на оваа значајна тема. Благодариме на поканата. Благодарим.
Господин Димитровски, еве ќе почнам со вас во однос на она што е топ тема можеби во последниот временски период, инвестиции во недвижности. Некако забележуваме дека граѓаните многу интензивно се одлучуваат да купуваат недвижности од различна категорија. Вие сте долги години во овој сектор, токму затоа и малку да ни ги откриете состојбите во областа на недвижности. Со задоволство. Благодарам, Марија, на поканата. Па вака, долга и широка темата за недвижности, бидејќи знаеме дека тие опфаќаат многу сегменти од нашето живење. Недвижноста е една сериозна есенција без која што не би постоел денешниот современ свет. Значи, се е недвижност, тоа многу добро го знаеме. Не постојат само резиденцијални, индустријски, комерцијални и недвижнини, се што ние гледаме околу нас, се е тоа недвижност. Дали е тоа инфраструктурна недвижност, патишта, дали се тоа образовни институции, училишта кои што се повторна недвижност, болници, театри, шопинг центри, бизнис гради каде што луѓето обавуваат бизнис работа, трговија и така натаму, или се тоа резиденцијални недвижнини. Значи, толку многу е диверсификувана недвижноста и толку многу полиња има на кои што вие можете да ги инвестирате своите пари. По моје согледување, со оглед на тоа дека со недвижност се бавам од 97 година, и мојата компанија некаде 20 на години веќе присутна на пазарот, е развиена во една мини групација од која што сите фирми се бават со комплементарна недвижност. Можам да ви кажам дека се уште, по моje мислење, анализите кои што ние ги правиме на пазарот, е дека недвижноста се наоѓа високо на пиедесталот се уште за долгорочни инвестиции, па дури и среднорочни. Сега, ако ќе кажам среднорочни и долгорочни, би сакал да го поедноставам тоа, да го кажам во години. Значи, среднорочна е на 10 години, долгорочна е се што е на 10 години, 20 или 30 години и така натаму. Зависно од личната преференца на човекот кој што сака да инвестира во недвижности, дали тоа да бидат резиденцијални, комерцијални или какви веќе и да бидат, нели? Постојат луѓе кои што едноставно пред многу години купиле парче земја, имале сознание за развој на градот, да кажам, имале знаење во која насока градот ќе се развива или некаква индустријска зона, да кажам, можеби, и искористиле можности слободни пари да купат земја за релативно ефтини пари. И тоа е еден исто начин на кој што може да се инвестираат пари во недвижност, а да ви пораснат при тоа. За 20 години вредноста им пораснала над 1000%, бидејќи местото станало барано, лукративно и така натаму. А ние сме релативно конзервативен пазар, македонскиот пазар, преди се затоа што веројатно банките, Народната банка и сите останати комерцијални банки кои што се во системот на финансирање на недвижнини и на се останато во нашата држава, се доста конзервативни во пристапот на доделување на хипотекарни кредити, пред се за купување на недвижност. Тоа е една работа. Втора работа е тие доста цврсто и ја држат и цената, која што за разлика од останатите пазари околу нас, јас ќе ги посочам српскиот пазар конкретно, да кажам хрватскиот, словенскиот како дел од бивша Југославија, имаме сериозен пораст на цените на недвижностите. Значи, за последниве 15 или 20 години можеме да утврдиме дека пред 20 години, доколку цената на метар квадратен била слична или иста, Скопје и Белград, сега во Белград веќе становите многу нормално одат по 3000 евра за метар квадратен. Додека на нивниот веќе, ајде да речам, европски или светски пазар познат проект Белград на вода, цените порасна и за фантастични над 5000 евра по метар квадратен за стан. За разлика од овие пазари и хрватскиот, за словенскиот веќе да не зборуваме дека во Љубљана цена на метар квадратен на стан чини 4-5 000 евра од квадрат,
Скопје или Македонија е релативно конзервативен, тврд пазар кој што постојано расте, но расте многу малку. Да речеме, во последниот период, пост-ковид, откако многу луѓе се решија да инвестираат пари во недвижност, тоа можеби се должи и на некаква несигурност која што почувствува заради дисолвирање на една од комерцијалните банки. Ајде да кажам, луѓето едноставно поитаа да купат некоја цигла повеќе. Принципиално цените се држат доста стабилно. Стигнавме до некоја бројка од 1500-1600 евра по метар квадратен, но повторно ќе кажам, тоа е на високо лукративни локации, високо фреквентни локации кои што понатака и ќе донесат и сериозен поврат на инвестиција. Во специфичен амбиент на високи стапки на инфлација, колку е исплатливо инвестирањето во недвижности и колку е повратот на инвестицијата? Во продолжение ставови на представниците од секторот на недвижности. Што се однесува до експлоатацијата на недвижноста, постојат неколку модуси за таа експлоатација. Едниот е вие да не плаќате закуп некаде на недвижен простор, доколку се работи за резиденцијален, па да ја користите за живење. А едниот е доколку сте ја купиле недвижноста или сте ја граделе за тргување, каде што веднаш правите профит при продажба. И третиот начин е оној среднорочниот или долгорочниот, да недвижноста ја менаџирате на себесвојствен начин, да ја изнаемувате дали празна или наместена, каде повратот на инвестиција со последниве анализи покажа дека не паѓа под некоја долна граница од 5,5-6% на годишно ниво. Што, да речеме, го пролонгира повратот на инвестиција, не е како во минатото кога имавме сосема различни пропорции, колку помалце имоти имате, а толку повеќе се бараат, автоматски и повратот на инвестиција на годишно ниво се зголемува во проценти. Порано имавме поврат на инвестиција меѓу 2008 до 2014 година од некои 8,5% на годишно ниво. Тоа сега е значително намалено. Значи 5,5% не се преголеми пари како поврат на инвестиција, но сепак се поголеми од да чувате пари во банка. Збориме на депозити, ги знаеме кои се каматните стапки, денарски или девизни. Од друга страна, има нешто кое што нема датум на истекување. Значи, кога вие еднаш ќе ја вратите недвижноста како инвестиција, низ години на нејзино изнаемување, значи ќе поминат 15, 17, 18 години, на некој може да му се посреќи и за 10, но на некој е и за 20 години, речеме поврат на таа инвестиција, кроз 20 години вие повторно ја имате истата недвижност. Вашите пари кои што сте ги инвестирале, веројатно и со тој природен прираст на цена кој што е на една годишно ниво, ќе можете да ја уновчите повторно. Можете да ја продадете и да ги земете истите пари уште еднаш назад. Така да, доколку се присмета дека повратот на инвестиција во текот на годините, дека вие ја менаџирате сопствената недвижност и повратот на пари, доколку истата решите да ја уновчите, ја автоматски ја зголемува незината вредност трократно. Така да, она што можам да го дадам како совет е само да се внимава во што да се инвестираат парите, бидејќи секоја инвестиција во која повратот на инвестиција всушност на месечно ниво, доколку се решите за моделот на изнаемување и биде помал од 5% на годишно ниво, мојот совет би бил да не влагате во таква инвестиција, но секогаш постојат начини да некоја недвижност изненади, да стане високо барана, затоа треба да се консултираат, да кажам, експерти, да се прават анализи, пак ќе кажам, зависно од обемот на инвестирање. И нормално, зависно од тоа дали вие ќе ангажирате собствени средства или ќе ангажирате средства од банка. Обичаено за овие инвестиции во недвижнини разговараме за луѓе кои што сакаат да инвестираат во недвижнини и имаат собствени слободни средства. Но
нели, многу често луѓето или во проценти изразено над 80% купуваат имот или за прв пат или го купуваат од нужда. Така да едноставно кажано тие секогаш ангажираат пари од банка. Тука е на сцена нели нашиот конзервативен банкарски систем кој всушност не дозволува ова да прерасне во така наречен балон како што се случува во западните земји. Македонскиот пазар на недвижности е конзервативен, велат познавачите на состојбите во секторот. Од тука стојат дилемите до каде ќе оди ценовното ниво. Во Македонија не може да се случи балон со недвижнини, значи Она да што порасне најмногу ги плаши цената и одеднаш да пукне. Ние сме многу конзервативен пазар во кој што банките првенствено многу конзервативен пристап имаат и не дозволуваат вторет хипотека или третет хипотека и така натаму и така натаму. За да се деси балон, банките треба да го сменат апсолутно пристапот и проценката на недвижниот имот. Тоа значи дека доколку денес се тргува со цена на метар квадратен од 1500 евра, банките се уште не ја проценуваат на 1500. Тие ја проценуваат на 1350, 1400 евра максимум. Што значи дека вие за да зајмите 70% на 100 метри квадратни стан, вие ќе позајмите од банката на цена од 1350-70%. Останатите пари ќе треба да ги инвестирате вие. Автоматски во проценти вашето учество нема да биде 30%, ќе биде поголем. Ризикот е ваш. Но во принцип тоа што банката ве штити е да не ја процени недвижноста, да речеме, на максималните пазарни услови и да го прати пазарот на таков начин. Автоматски доколку банката го прати пазарот во стопа, таа ќе дозволи тој да порасне или до 2000 евра на метар квадратен. Во таква ситуација само може да се случи нешто кое што е непосакувано. Но како што цените споро ни растат, така и доколку дојде до паѓање на некаква цена или застој во продажбата, цената може само споро да паѓа. Значи, само кај пазари кај кои што се деси, да кажам, ненадејно зголемување на цена, зголемување од 2 на 4000 евра, на 5000 евра, може евентуално да дојде до такво нешто. Речеме, словеничкиот пазар се штити од таквиот балон со тоа што не дозволува градба. Во Љубљана вие не можете да видите ни еден кран како се гради. Тоа е веќе тренд одамна. За разлика од Загреб, за разлика од Белград, каде што се гради многу. Ние реално и немаме толку голем прираст на цената во нагорна насока од проста причина што и немаме интерес премногу голем од странци да купуваат во држава. Значи повеќе фактори го диктираат таквиот. Повеќе фактори апсолутно таквата атмосфера. Да. Порастот на цена го диктираат многу фактори. Значи пред се верувам дека еден ден кога ќе имаме добра патна инфраструктура, дека нашите туристички дестинации, да кажам, ајде тука спаѓаат Охрид, Струга и така натаму, ќе доживеат некаков процват, па ќе пораснат цените на недвижностите и таму и да кажам сите оние кои што планираат или некаде покрај вода да купат, ќе можат истото да го направат и да им биде лесно достапно. Тоа е што се однесува до... Продлабочено дадовте анализа секако во однос на состојбите на пазарот на недвижности, но и оној момент за предвидувањата или за она што патеме актуелно во овој временски период, што значи интензивно купување на недвижности од страна на граѓаните. Сега кога имаме еден конзервативен пазар на недвижности како што го окарактеризиравте, какви се предвидувањата за идните случувања? Знаете како, се додека постои побарувачка, ќе има и понуда. Ние секако одамна веќе ја надминавме точката во која што овие две одат рака под рака, но
за волја на вистината, луѓето кои што се во градежништво и кои што градат стамбени згради, велат дека продажбата им оди релативно брзо и дека брзо ги продаваат становите, што е всушност показател дека се уште доста луѓе едноставно сакаат, да не речам за понатака, за не знам дали за деца кои што ќе дојдат на училиште или на факултет во Скопје, ако се од внатрешноста, или за луѓе кои што едноставно имаат некаков вишок на пари, не сакаат да ги орочат во банка за помали, да речеме, депозити, па купуваат недвижност. Многу од тие недвижности стојат празни, реално. Знам дека има доста згради каде што сите станови се купени, не живее повеќе од 20% од, да речеме, од бројката на станови не се населени повеќе од 20%, кое што носи други потешкоти, да речеме, за функционирање на самите згради. Но да се навратам на тоа дека недвижност не се само резиденцијални станови, или згради и така натаму. Недвижност се и куќи, индивидуални куќи, кои што видовме дека земаат се поголем тренд, поготово во тој ковид и пост-ковид период, во кој што луѓето заради оневозможување, нели, и ограничување на своите права и слободи приликом движење, се повеќе бараат излез надвор од градската бука, да кажеме, купуваат или градат куќи и така натаму, каде што имаат некаква слобода во дворовите. Значи, знаете како, инвестирање во недвижност не мора секогаш да значи да купите готов продукт. Доколку некој има време и енергија да се занимава со тоа, може да одбере плац, да најме архитекти, да направи план, проект и етапно да ја прати и да инвестира во градбата и да добие готов продукт на крај. Имено така почнале и сите кои што се бават со градежништво. Всушност, еден од начините, нели, како што го поменав, на добивање на бенефит од недвижност или повратна инвестиција е всушност да инвестирате во недвижност која што при тоа ќе ја продавате. Еден од начините, нели, доколку ангажирате пари од банка и тоа не ви е примарен бизнис, да купувате станови, да ги опремувате, да ги изнемувате. Денеска е се популарно, гледам по цел град, многу често луѓето се занимаваат со бизнисот на изнемување, краткорочно изнемување на станови. Airbnb, позната апликација на која што многу наши млади деца гледам дека се занимаваат точно со тоа. Има значи голем потенцијал пазарот на недвижности и од она што некако можеме да конципираме од ова и што го изложивте, дека останува атрактивноста на недвижноста кај граѓаните генерално гледано и независно дали цените се движат во нагорна или надолна линија. Она што е факт и она што може да се воочи низ годините е дека со различен интензитет, но сепак се купува недвижност од секоја временска дистанца. Сега ние во емисијата зборуваме за она што е заштита од инфлација во едни вакви сложени околности. Токму затоа нашиот втор соговорник на оваа тема, господин Рангелов, кога зборуваме за инвестицијското злато и сребро, нешто што е ново на нашите простори, ајде малку околу тоа да ни објасните колку според вас тоа е добар начин да се заштитиме од инфлацијата во овие околности. Златото и среброто са нови за Македонија, инвестицијското злато и сребро, и прво сакам да кажам дека луѓето дури още не знаат што е тоа. Јавуват ни се по телефон, прашат ни, пишат ни дали златото наистина ќе го добијат кога си го платат. Те не се најасно што точно е инвестицијско злато. Во регионот исто е ново, и во Србија, и во Бугарија е сравнително ново, бидејќи режимите под кои сме живели преди не се дозволували вакво нешто. Сега, прво предимство на златото и на среброто е дека луѓето се слободни со тоа. Тоест, вие си купувате нешто и веќе сте независими од системата.
То ви вади от банковият систем, от държавният систем като цяло. Защо е добро? Сега COVID доказа на сите луѓе дека во еден момент може да си правят со нас што сакат. Да ни затворят, да ни блокират, све што сакат може да си правят со нас. Само да има подходящо оправдание за това нещо. Пари, недвижности, сето друго, което е, там сме уязвими. Парите са на некоя държава, това са напечатани хартийки. Недвижностите, те са недвижности. Ние не може да ги вземеме с нас и да ги преместим. А златото и среброто е нещо, което е в цел свет. Тоест, вие с златото, ако отидете в Кина, в Америка, ето в Европа, където и да идете, златото е злато. Това не го дава никой друг инвестиционен продукт, който в момента дискутираме, не го дава като можност. Тоест да ти извади и да си абсолютно независим от системата. Имаме много прашания от македонците, защо не продаваме по цена на берза, пример. И обясняваме, нека цената на берза е цена, която няма как да се добие като физически продукт. Физическият продукт трябва да се произведе, да се достави. Това са трошъци, които се плакят. Ние го изкупуваме на по-висока цена. Относно за пазара, много често задавам въпроса: а вие що мислите за цената, как ходи? Как може да мислим за нещо, което цел свет, борсата е светска, а ние да си кажем мнението от Македония? Кои сме ние, за да може да прецениме това нещо? Значи има многу дилеми на нашиот пазар кога зборуваме за инвестицијско злато и сребро, токму затоа чинам дека ќе биде добро малку и за гледачите да ни го објасните процесот како функционира купувањето на благородни метали кај нас и како се спроведува во пракса, за да можеме да ги информираме во тој контекст. Ништо специјално нема во купувањето. Доаѓат луѓе, купуват си го земат, си го чуват кој каде сака. Некои посебни дозволи, документи околу тој дел? Не, дозволите и документите треба ние да се справуваме со нив. Луѓето доаѓат, купуват си злато или сребро и си го прибират каде сакат. Чувањето, ајде малку околу тоа да објасниме каде може да го чуваат, за да бидат безбедни. Това да ви кажем, по-скоро би било добър въпрос за някоя стара баба, дядо, някой от по-старите поколения, които още тогава са, как да го кажа, все още са криели злато и сребро. Модерното поколение веќе е трудно за това. Най-лесно им е, ке си вземам сейф в банка, ке си го сложам тамо. Но пък един мой другар от България казва: кога ти потреба златото, банката нема да работи. Секако. И во тој контекст, значи, слободни се да го чуваат инвестицијското злато и кај нас, но и каде ќе сакаат да го заштитат. Секој си го чува кој както сака. Некои си го копат, други си го слагат во банка. Секој си сам си решава. Ова го прашувам, може би многу едноставно прашање, веројатно и затоа ви беше коментарот, затоа што на нашиот пазар има многу нејасноти и дилеми и стравувања во однос на купување на инвестицијско злато и затоа чинам дека овие информации може би едноставни, вообичаени, навиду многу јасни дека се така, треба да им ги кажеме на гледачите за да можат да си го потврдат тоа и да можат, ако веќе се одлучат да инвестираат во злато или сребро, да знаат како функционира овој модел, затоа што рековме дека е нов кај нас. Да. Значи златото, за разлика од другото и зашто се каза инвестицијско, како го делат. Законски инвестицијското злато е ослободено од ДДВ. Това не е само во Македонија, това е во по-големата част на светот. Златото, инвестицијското злато е ослободено од ДДВ. Са инвестицијско злато може да са златни плочки 24 каратно злато, може и да са парички, да кажем Наполеони, австрийски дукати, филхармонија, австралийски кенгур. Тоа е се во вашата понуда, тоа може да се купи, значи, кај вас. Не, ние с дукати и со вакви стари пари не работиме. Гледаме да се концентрираме врху модерното инвестицијско злато, така да се каже, което са кругеранти, златни плочки, сето тоа. Инвестицијско злато е злато кога е освободено од ДДВ законски. Тоа злато ви е ликвидно во цел свет. Къде да отидете по светот, примерно купувате една плочка златно од нас, отивате с плочката во Германија, таму трговци на злато како нас продавате, взимате евра,
во Германия купувате си 100 евро плочка, долагате тук, ние ви даваме денари за плочката. Тоест, това злато е ликвидно и в Америка, откъдето отидете по света, златото ви е ликвидно. Од ова што го изложивте, значи кој поседува инвестициско злато купено кај нас од Македонија може да го продаде во било која држава во светот и едноставно кажано по тој модел функционира инвестициското злато или продажбата и купувањето. Вижте сега, во светот има различно инвестициско злато като рафинерии, които го рафинират и го продават. Един търговец може да работи с определена рафинерия, друг с друга рафинерия. Но в основата си златото е злато, както и среброто е сребро. Тоест, вие дали ще го продадете на търговец, на златар, и на който винаги ще намерите на някой, който да го продадете по света. Златото из цял свет е било и според мен ще бъде на почет. Все пак лугите още отпреди да може да се пише история, се намират артефакти златни. 5000 години сме с него. Сега, че сме станали много модерни, сме го позабравили, то пак си е там. Но пак ни се врати во едни вакви околности, кога бараме начини како да ги заштитиме своите инвестиции. Са много, как да го кажа, не се доверуват лесно и сакат се да проверят. Знаете ли колко ги купуват плочки от нас, ги отварят, ги проверуват, а плочката, инвестицийската плочка не трябва да се отваря. Бидейки веќе като когато се отвори плочката, тя е за метал, т.е. самото злато се оценюва не като инвестицийски продукт. Сега, за да не се случва това нещо, сключихме един договор с германска компания, която осигурява, така да се каже, една от най-модерните техники за проверуване на злато и сребро. Буквално за едни, как да го кажа, 5 секунди може да си проверите златото или среброто дали наистина е вакво, що пишува на спакуването, което мислям дека много ки успокои македонците, да може по-спокойно да си купуват и когато си купат да си го проверят на машинчето, защото едно е да му кажеш на човек, друго е да си го сложи на машинчето и да му го покаже, да. Затоа реков и предходно дека е специфичен овој пазар и едноставно од незнаење, од недоверба, од сите оние фактори кои влијаат во одлуката да се купи или не, или да се инвестира или не во инвестициско злато, но еве објаснивте добро во тој дел. Сега предноста во инвестирањето во инвестициско злато или сребро во дел од вашето излагање се осврнавте и на тоа, значи сепак како што велите останува низ вековите и понатаму ќе има хилјадолетијата. Секако. И во таа насока значењето на инвестициското злато како една заштита од инфлација е добар аргумент од ова што го кажавте. Да видиме сега какво е пак размислувањето на некој кој што е од секторот недвижности на тема дали да се купува и инвестира во инвестициско злато. Господин Димитровски, повелете. Како некој кој што лично има доста конзервативен пристап кон инвестициите, златото го сметам за основа на на банкарскиот систем по старо време. 70-тите години е напуштен златниот стандард, инаку откако почнало се тргува со било какви монети и пари кои што станале продукт на банките, златото секогаш било резерва. И оттаму потекнува називот златна резерва. И всушност оноку пари колку што имала во злато одредена држава, толку пари штампала. За жал, тој стандард е напуштен 70-тите години и ова што се случува како на пазарот, воопшто на економскиот пазар, е веројатно последица од преголемо штампање на пари кои што доведува до инфлација. Јас верувам дека со тоа што банките даваат кредити, го зголемуваат капиталот, бидејќи каматата мора од некаде да се произлезе и да се искаже понатака во тој платен промет во финансиите, веројатно и оттаму го наоѓаат и оправдувањето што штампале пари централните банки, но факт е дека и тој е и изворот на инфлацијата. Од проста причина што знаете како, и цената на златото расте,
но и инфлацијата ги јаде парите од друга страна. Така да имаме многу примери каде што низ еве не десетици години наназад, па како што кажува и колегата векови, цените едноставно пораснале многукратно на многу работи, на многу продукти. Парите имале различна вредност. Круната имала 50-тите години 12 милиони фунти буџет. Тоа во денешни пари е многу повеќе. Значи 12 милиони фунти денес на нив не им се доволно да протераат ни 2 дена веројатно, али денеска се веќе тоа смешни пари. За жал и цените на продуктите пораснаа. На времето луѓето можеле да купат едно возило со едномесечна плата. Денеска тоа е просто невозможно затоа што цените на продуктите растат едноставно. И цените се видите како алтернатива на тоа злато, бидејќи доскоро не беше возможно да се инвестираат пари во него. Недвижноста во мојот систем на вредности е еден темел, да речеме, енкор за кој што луѓето може да се држат цврсто, затоа што точно е, да, не можеме ние да ја понесеме со себе, доколку треба да си одиме од држава или од било кое место на планетава Земја. Принципиално сакам да кажам дека некаков субститут на тој златен стандард представува недвижност. Факт е дека треба да се грижите за неа и има своји реперкусии, значи имате данок, имате годишен данок, има ДДВ, стамбениот простор се уште со 5%, комерцијалниот е со 18% и така натаму. Но од друга страна па секојдневно е ваше, присутно е, вие го изнемувате и зимате пари месечно од наем. Јас лично верувам во инвестицијското злато. Овака како некој кој што се бави со приватен бизнис, посакувам да имам слободни пари да ги инвестирам во инвестицијско злато. Да, имено јас направив и одреден ресерч во делот на инвестицијско злато. Цената на берзите за изминативе 20 години, без разлика од нејзината амплитуда која што на некого може да му личи дека оди нагоре па надоле, но принципиално додека се земе еден временски јас од 2002-2003 година до 2021-2022 година е пораснато за 425%. Факт е дека вие кога ќе купите инвестицијско злато, да сте го купиле пред 20 години, сега ќе сте имале 4 пати поголема вредност. За $100,000 да сте купиле пред 20 години, но не било возможно кај нас тоа. Да, на нашите простори. На нашите простори тоа не било возможно, дури да не речам, приликом транспорт, исто така представувало сериозен проблем или да речеме царински криминал, доколку вие од една земја на друга преминуете и одите со злато. Мисля, тоа злато ќе ви го најдат на граница и царниците, као што дал Господ ќе ви го конфискуваат. Па одете вие разберете со државни институции, земете си го назад тоа злато. Значи, треба да кажете дека е ваше, под кого е, па како е, како сте го стекнали, така натаму и така натаму. Верувам дека денеска ова е надминато со тоа инвестицијско злато и како што денеска со пари за да патувате меѓу граница оноку колку што дозволуваат државите да се пренесе, потребно ви е бордеро од банка дека парите ви се легални, нели, стекнати на легален начин, можете да ги пренесете држава во држава, зависно за колку пари разговараме, но мене лично би ме интересирало дали кај златото конкретно е тоа возможно. Да речеме, еден човек живее во Македонија, инвестирал пример $500,000 во злато, нема недвижност, не верува во тоа, верува исклучува во тој златен стандард, го поседува златото и решава да се оцели, не знам, во Австралија. На пропатување до Австралија има неколку земји, бидејќи има неколку connecting flights, треба да лета, не знам, до Истанбул, па од Истанбул и така натаму, или до Германија. Дали приликом праќање на сите овие царини некој ќе му направи проблем или не? Тоа е моја вака лично прашање до соговорникот. Еве прашање, веднаш да добиеме и одговор.
Значи може да ви кажем за околните земи, за Европа, за Австралия, точно не може да ви кажем. Така. За Македония, за да може да го изнесете златото, ќе ви е потребна дозвола за извоз. Дозвола за извоз. Точно така. Ке трябва да приложите фактурите откъде сте го вземали това нещо и от Министерството да ви дадат дозвола за извоз да го изнесете. Во Бугарија граница се применува со до 40 грама, мислам дека беше. Тоа ќе прашав следно злато. околу грамажата, колку може слободно со сите овие документи да се Всяка изнесат. една държава има собствени правила, но ако си го приявите, си го декларирате и си покажете документи, не вярвам някъде да имате проблем со това. Во Европа е по-отпуштено. Германия, Австрия, тамо това нещо е веќе години и години и тамо е пример до 10 000 евро равност стойност на златото, не е нужно да го декларирате нещо, докато тук е по-стегнато е положение. Затоа и предходно коментирав дека она што е пречка можеби во одлуката, во поголемата одлука или почестата одлука на граѓаните да купуваат е токму од овие фактори. И ова што го спомена и господинот Димитровски, значи во изминатите години кај нас не смееше да се прави ова и сето тоа влијае кај граѓаните да имаат стравувања, да имаат нејасноти, затоа што сепак се работи за инвестиции. Сега, кога ги имаме таквите околности, веројатно она со што вие пак се соочувате во секојдневното работење и безброј прашања и потребата да се види, да се отвори е можеби природно за една ваква средина каде што навистина долги години било невозможно да се прави нешто вакво. Меѓутоа да се надеваме дека тоа ќе се надмине и да се надеваме пред се дека ќе имаме можност да купуваме многу повеќе инвестициско злато, но и недвижности и да можеме самостојно да одлучиме во што да инвестираме и како да инвестираме. Аргументиравме во еден дел какви се состојбите кога сакаме инвестициско злато или сребро да купиме, да инвестираме во тоа дел од своите заштеди или да направиме диверзификација на нашите инвестиции. Аргументиравме и во делот на недвижностите. Ке очекуваме во иднина, будно ке следиме што ќе се случува и во двата сегменти на пазарите. Турбуленции, ајде да се надеваме дека нема да има толку агресивни или толку брзи како што беше досега. Кога вие еднаш ќе ја вратите недвижноста како инвестиција, низ години на незино изнајмување, значи ќе поминат 15, 17, 18 години, на некој може да му се посреќи и за 10, но на некој еве и за 20 години, речеме поврат на таа инвестиција, кроз 20 години вие повторно ја имате истата недвижност. Вашите пари кои што сте ги инвестирале, веројатно и со тој природен прираст на цена кој што е на една годишно ниво, ќе можете да ја уновчите повторно. Златото и среброто е нешто което е во цел свет. Тоест, вие со златото, ако отидете во Кина, во Америка, ето во Европа, където и да идете, златото е злато. Това не го дава никой друг инвестиционен продукт, който в момента дискутираме, не го дава како можност. Тоест да ти извади и да си абсолютно независим от системата. Да одите сега да купувате долар кој што е просек 15-20% поскап од обичаен цени на доларот, мислам дека не е паметно. Да купувате злато исто така 30% е поскапо од вообичаено, а исто и становите се негде 20 до 30, па дури до 40% во одредени делови се поскапени. Не е време сега за инвестирање во тој дел. Ne treba panične odluke donositi, dobro proceniti šta su alternative i voditi računa o tome da kada imamo finansijsku imovinu, da je najvažnije da biramo onu koja je u stanju u većoj meri da nas zaštiti od inflacije, ali takođe ako može da generiše neki prihod, to bi onda bilo idealno. Нека все пак хората да разберат, че когато инвестират в реален актив, може да е цинк, може да е мед, може да е желязо, може да е литий, изобщо произволен реален актив,
от типа на метала, който е дълготраен, той ще защити своите средства от инфлация. Но това, което имат предимство златото и среброто е, че те са отлично познати от 5000 години на човечеството. Има изключително ликвидни пазари. Инфлацијата на Балканот е веќе двоцифрена. Дали во наредниот период таа ќе се стабилизира или ќе треба да се навикнеме да живееме со неа? Во продолжение преку ставовите на дел од економистите од регионот. Ова е некако глобален феномен кој што дојде и како резултат на расипување на зинџирот на набавки на глобално ниво и се разбира пресметките укажуваат дека околу 2/3 до 70% од инфлаторната стапка, барем во нашиот случај во нашата економија, е така наречена увезена компонента на инфлацијата. И тука, на жалост, не само што предвидливоста е секој пат предизвик, тука и голем предизвик е од тоа што не зависи директно и од вашата економска структура и економија. Така да, во секој случај, покрај сите предвидувања дека како што доаѓа крајот на годината и некаде во пролетта на идна година инфлацијата ќе постепено ќе спласне, односно ќе се стабилизира, бидејќи најновите проекции на Светска банка и другите финансиски меѓународни институции ги укажуваат во состојбите дека идната година таа барем ќе биде преполовена, се очекува на ниво на оваа годишна стапка која што беше формирана до сега кај нас. Но како и да е, голем предизвик е во однос на и како компонента на штедење, а уште повеќе како определба за инвестиции. За инвеститорите, било да се тоа физички лица, граѓани, било да се тоа компании, па ако сакате и инвестициски фондови. Инфлацията е с изключително сериозен икономически проблем и ние трябва да очакваме, че ще има и продължава да имаме инфлация поне още 5 до 10 години. Тоест няма да бъде проблемът в рамките на половин, 1 или 2 години, а 5 до 10 години. Причината за това е огромната задлъжнялост по света. И САЩ, и цяла Европа, Китай, Япония, изобщо цялата световна икономика е затънала в рекордни дългове, такива каквито не е имало никога до сега в нашата световна икономическа история. И за сега на този етап инфлацията е единственото решение, чрез което правителството могат да обезценят своите натрупани дългове през последните 3-4 десетилетия. Инфлацията като цяло е политика на всички държави, и на САЩ, и Великобритания, Европа, Китай, Япония, и за това нямаме основание да очакваме, че инфлацията ще бъде в скоро време овладяна. Да, може би ще се опитат да я задържат на същите високи нива от 10-15%, но 10-15% нива, това означава, че цените се удвояват за около 5 до 7 години и това означава, че ние обедняваме наполовина за същия този период от време и затова хората трябва да вземат съответните мерки. Inflacija zaista jeste dvocifrena i to je sada na neki način uzrokovano sa dva osnovna razloga. Jedno je ono što smo doživeli zbog pandemije koje je neke proizvodne lance dovelo u pitanje i smanjila ponudu u nekim domenima. Sećamo se one priče o mikročipovima, bilo je malo problema i u transportu i uglavnom dobavljači sa Dalekog istoka su bili na neki način u situaciji da proizvode manje u pojedinim fazama pandemije. Međutim, sada je naravno ključna stvar što se dešava u Evropi, odnosno u Ukrajini, rat u Ukrajini i reakcije na rat u Ukrajini, jer sam rat je
na jedan način, da kažemo, odgovoran za smenjivanje ponude na tržištu, međutim reakcije u smislu sankcija i nekupovanja onoga što Rusija proizvodi je zapravo drugi jedan vrlo bitan aspekt, s obzirom da je to ispostavilo se jedna ekonomija koja proizvodi ne samo naftu i gas, nego čitav niz drugih proizvoda iz domena poljoprivrede i metala i tako dalje. Dakle, to su uglavnom inputi koji se javljaju na tržištu i koji direktno utiču na rast cene koštanja proizvodnje i, kao što znamo, energenti mogu da utiču takođe na rast cene koštanja proizvodnje, ali i nedostatak energenata može da smanji ekonomsku aktivnost u zemljama koje su glavni pokretači evropske privrede, kao što je Nemačka, za naš region takođe bitna Italija i Austrija, i te zemlje se nalaze zapravo pred recesijom i otuda mi na Balkanu na neki način trpimo jednu vrstu kolateralne štete i po pitanju prelivanja inflacije, jer smo dosta vezani za evro, a i po pitanju toga što će kroz trgovinski kanal i investicioni kanal jedan deo tih problema iz Evrope da se pojavi i kod nas u smislu manjih stranih direktnih investicija iz evropskih zemalja, ali takođe i manjeg tržišta u Evropi ukoliko Evropa uđe u recesiju. Inflacija u kojoj se mi sada nalazimo je s jedne strane, dakle, inflacija ponude, zbog manje ponude proizvoda koji dolaze sa ruskog tržišta na evropsko tržište, ali tu postoji jedna komponenta koja je i posledica kreiranja inflacionih očekivanja, jer su centralne banke uglavnom pratile ono što je radila Evropska centralna banka, a po oceni mnogih stručnjaka Evropska centralna banka je malo zadocnila. Tako da ja bih rekao da će ova inflacija biti malo duža zbog tih inflacionih očekivanja, a nadam se da će biti na neki način i progresa u političkom domenu, da se smanji i ovaj efekat koji je negativan na inflaciju, a dolazi zbog manje ponude roba koje su inače bitne za evropsku privredu, a imaju svoje poreklo, da kažemo, iz Rusije i delimično iz Ukrajine. Dakle, to su glavni uzroci koji će uticati, po mom mišljenju, na nešto duže trajanje ove inflacije, ali ne verujem da će ova inflacija biti onog tipa, zapravo siguran sam da neće, onog tipa kako smo imali inflaciju u zajedničkoj državi Jugoslaviji, gde, ako se setimo 70-ih, posebno 80-ih godina, mi smo živjeli zapravo u inflaciji koja je svake godine bila ne samo dvocifrena, nego nekada i trocifrena, i bila je uzrokovana zapravo prekomernom monetarnom ekspanzijom, a to je politika koju mi danas u regionu ne vidimo da bilo koja zemlja upražnjava. Dakle, monetarne politike su ipak u jednoj vrsti urednog postupanja, imamo reakcije po pitanju rasta kamatnih stopa i to je dobro, ali ne smemo očekivati da će inflacioni pritisci nestati samo zbog monetarne politike. Moraju biti i neki drugi uslovi ispunjeni, pre svega da se otklone problemi u snabdevanju na evropskom tržištu, a ono što mi možemo u regionu da uradimo svako u svojoj zemlji, to je da onaj deo na koji možemo uticati, a to je recimo poljoprivredna proizvodnja, da tu obezbedimo dobre subvencije i da zaštitimo naša tržišta ako imamo dovoljno poljoprivredne proizvodnje, da zbog visokih evropskih i svetskih cena poljoprivredna proizvodnja ne odlazi iz naših krajeva i na taj način ne doprinosi višoj inflaciji nego što bi inače morala biti. Tako da mislim da ova inflacija neće proći brzo, ali neće biti ni naročito visoka i mislim da će se posle nekoliko godina uspostaviti ponovno cenovna stabilnost. Во амбиент на висока инфлација, која ги оптоварува сите, бараме ставови на познавачите на состојбите, кој добива, а кој губи во време на висока инфлација. Обично во инфлација губаат средниот слој и сиромасите. Значи, постои таа теоретска фундирана основа дека богатите се збогатуваат, а сиромашите се сиромашуваат уште повеќе. Тоа е теоретски така. Ако се сведува, агрегатно е така, ако се сведува на индивидуално ниво, значи сепак тука ќе зависи кои цени поинтензивно растат, кои помалку и така натаму, и се појавуваат така да речени инфлаторни профитери,
И кај нас ние гледаме дека базичните производи, значи основната храна, прерамбените производи, потоа импутите од минерали, од метали, па највише енергенсите. И сега, ако ги гледаме од оваа гледна точка, ќе видиме дека дури профитабилноста кај овие компании кои што претежно се занимаваат со овие три, би рекол, секторски ангажмани, покажува дека е релативно повисок. Јас тоа го следам и преку начинот, односно преку степенот на реализација на данокот на профит, односно данокот на добивка. Ако гледате последните извештаи на Министерство за финансии, укажуваат дека токму ова износ, односно реализацијата на оваа ставка во буџетот е 50% повисока реализирана од сите други приоди од даноци. Така да сам по себе покажува дека основицата е зголемена, т.е. добивката е зголемена, бројките покажува затоа што сме на иста стапка. Не е сменато по основата, освен висината на добивката. Што покажува дека значително се зголемува добивката кај одредени компании и тоа претежно ове. Ако одиме на дури по-микроанализа, ќе видиме дека како се жалаат, да речеме, во примарното земјоделско производство. Ќе слушате како да откупот на млекото се прави со 30-35 денари највише, а на пазар го наоѓате со 90, дури 95 денари. Троstruко зголемување кај кого оди? Цела ова, да речем, разлика, тоа не може да биде маржа. Океј, дел се и транспорт, дел и пренос, меѓутоа, сепак се знае колкави се тие. Така да од оваа гледна точка, ако се гледа, дури и кај лебот и основните зејтинот, основните прерамбени производи, цените што ги гледаме во однос на 2021 година во оваа време, на овие прехрамбени основни производи, би рекол жито, житарица, ченка и слично, се некаде 30 до 35% зголемени. А готовите производи од нив се дупло или тродупло зголемени. Што покажува дека на некој начин не е сразмерно во секоја алка на ланецот на производството тоа се пренесува. Тоа веќе покажува слабоста на функционалната економија. Значи немаме типично, што се вика, пазарна функционална економија, за да тоа се биде подносливо и пренесливо во сите алки на производството и затоа се случуваат вакви, да речам, турбуленции во цените, кај што доаѓа и со 150 или 200% зголемување на одредени цени. От инфлацијата, от една страна, печели първо и преди всичко държавата. Държавата е огромен длъжник и чрез инфлация тя обесценява своите задължения, своите кредити. Също така най-много от инфлацията печелят търговските банки. Търговските банки печелят, тъй като те раздават кредити от пари или с пари, които те нямат. Тоест банките създават пари, раздават ги под формата на кредити и след това те събират лихви по тези кредити, като с тези лихви те печелят. Тоест двата огромни печеливши от инфлацията са държавите, т.е. държавния фиск или бюджетът и търговските банки. И трето, потенциално могат да печелят огромните корпорации, които се умяват да се финансират по изключително ниски лихви. Ние говорим за световно известните корпорации, като Microsoft или McDonald's или BASF, BP, т.е. British Petroleum, т.е. всичките тези корпорации, те излизат на пазарите за облигации. Техните облигации, които те емитират, плащат изключително ниски, изкуствено ниски лихви, а в същото време инфлацията обесценява тяхната главница и резултатът е, че те връщат много по-малко пари и много по-малко стойност от това, което трябва да връщат. Тези, които губят, са обикновените хора, това са обикновено спестителите и едновременно с това губещи са хората, които, за да предпазят част от парите си, са принудени да купят жилища на завишени двойно и тройно
цени. Тоест, бедните хора, които нямат особено много пари, трябва да купуват на приблизително тройна цена надценени жилища и по този начин те навлизат в кредитно робство, т.е. те задлъжняват за следващите 20 или 30 години да плащат изкуствено високи заеми и с това те губят. Също така до голяма степен губят и бизнесите, тъй като бизнесите е изключително трудно в условията на инфлация, на растящи цени на техните суровини, е трудно да планират и да направят много добър финансов разчет и по тази причина разстройва бизнес организацията и съответно бизнесите имат проблеми, свързани с несигурна икономическа среда. Тоест хората губят и бизнесите като цяло губят от инфлацията. Dužnici će biti na dobitku, posebno ukoliko su ugovorili svoje kredite po nižim kamatnim stopama i u valutama koje su zapravo pod dejstvom inflacije. To je sada situacija sa svima onima koji imaju kredite i vezano za evro, ali i oni koji imaju kredite u lokalnoj valuti. Ako je inflacija u evru i u lokalnoj valuti viša, onda će realno biti vraćena manja vrednost. Naravno, mnogi od ovih kredita su sa fleksibilnom kamatnom stopom, tako da taj dobitak neće biti naročito veliki, jer kao što vidimo i kamatne stope rastu, ali nisu još uvek na nivou na kome je stopa inflacije. Ni u Evropi, ni u našim državama na jugoistoku Evrope referentne kamatne stope nisu još uvek na nivou inflacije, tako da smo još uvek u zoni realno negativnih kamatnih stopa. U takvim okolnostima dužnici uvek imaju neku korist od toga, a naravno štetu će imati i svi oni koji se ponovno moraju zadužiti i to nisu samo u pitanju domaćinstva i privreda. Moramo voditi računa da i države na jugoistoku Evrope kao na neki način i sve druge države zemalja koje su u razvoju trpe na izvestan način konsekvence monetarnih politika koje vode vodeće zemlje u svetu i ako se mi zadužujemo na međunarodnom tržištu u dolarima i u evrima, zaduživat ćemo se skuplje i manje povoljno nego što smo to imali prilike da uradimo u prethodnom periodu, jer će ove kamatne stope koje vidimo da rastu i u Americi i u Evropi uticati i na smanjenje povoljnosti zaduživanja naših država, a to znači suštinski da ćemo imati na neki način štete i kao poreski obveznici, jer će veći deo naših budžeta odlaziti za otplatu naših dugova prema inostranstvu nego što je to bio slučaj ranijih godina. Високата инфлација ги става пред предизвик граѓаните како да се заштитат и во што е подобро да се инвестира кога имаме пораст на недвижностите во просек за 20 до 30%, кога златото поскапе околу 30% и кога доларот како светска валута бележи пораст на вредноста за 15 до 20%. Во продолжение на емисијата анализа со економистите од академската заедница за овој дел од темата. Професоре, во вакви исклучително тешки околности, како да се заштитиме? Едноставно, во последниот временски период, купувањето на недвижности е многу атрактивно кај сите. Што мислите за инвестирањето во недвижен имот? Значи, понеже от много години, да кажем в Европа, след финансовата криза в Европа и в САЩ и в Великобритания, същото е в Англия и в Азия, цените на жилищните имоти са изключително надценени. И в САЩ, и в Англия, в Европа, включително в България, доколкото разбирам и при вас в Македония, цените на жилищата са приблизително тройно надценени. През последните 3, 4, 5 години има в целия свят изключително високо раздут жилищен балон. Хората просто купуват отчаяно, обикновено взимат огромни кредити за да купуват и по тази причина жилищата към този момент не са особено добра защита от инфлацията. Тоест тези, които са купили преди 5, 7, 9 години жилища, в момента
техните цени са високи и те вече са сравнително добре защитени от инфлацията. Нещо повече, те дори може и да са спечелили малко от инфлацията. Но тези, които нямат жилище и са купили през последната една година или през последните 6 месеца или смятат сега да купят, сега цените са твърде високи и вероятно цените няма да продължават нагоре все така. Вероятно в Щатите вече балонът започва да се спуква и цените да върват нагоре. В Европа цените лека по лека започват вече да обръщат, т.е. да достигаме върхът на цените и по тази причина покупката на недвижим имот на този етап не е разумна и вероятно не само няма да защити купувача от инфлация, по всяка вероятност купувачът цената ще падне и той ще страда двойна загуба. Веднъж от падащата цена на жилищата и втори път от обезценка на парите му от инфлация. Затова на този етап жилищата са не добра защита и от инфлацията. Видите, на краток рок моем размислување е дека не е спас некој поделот на диверсификација на инвестициите, кога веќе сте во состојба да купувате скапо. Што и да инвестирате денеска, во смисла на инвестиција, за заштеда не зборам, затоа што крајот на што е краткорочен момент или time lag, што се вика, е краткорочен. Митоа за инвестиции е прашање затоа што веќе златото се поскапи за многу краток период, недвижностите исто така заради импутите, нели, чим железото, цементот и се друго се поскапи и становите. Во другите видови на инвестиции од типот на валути, исто така, значи, стигна рекордно ниво на цена доларот, што обичаено тоа оди едно со друго, во сите инфлаторни години, периоди или моменти кога поскапува златото, поскапува и доларот, затоа што нормално големиот дел на трговијата светска се врши се уште во долари. Тоа покажува дека поборувачката за таа валута е поголема и тоа веднаш рипнало. Така да во оваа состојба веќе сега зборам за среден рок, на 6 месеци, на една година, не мислам дека е решение на некој начин да се инвестира во овие валути. Поготово не и во злато, не и во валути кои не се во циркулација кај нас. Имено ние имаме стабилна наша национална валута, денарот, и од тоа нема некој, да речам, предизвик или пречка за да избегнуваме од денарската домашна валута. И не го кажам ова само за да смируваме страсти, туку тоа е вистина. Да одите сега да купувате долар кој што е просек 15-20% поскап од обичаен цени на доларот, мислам дека не е паметно. Да купувате злато исто така 30% е поскапо од вообичаено, а исто и становите се негде 20 до 30, па дури до 40% во одредени делови се поскапени. Не е време сега за инвестирање во тој дел. Едноставно, заштедата во домашна валута, ако е заштедење, ако не е тоа примарно потреба и барање за бизнис, за редовен и регуларен бизнис, за инвестиции во тој бизнис, као што е инвестиции во алтернативна енергија, екологија, циркуларна економија и слично, мислам дека за заштеда во овие диверсифицирани можности не дава некоја логика на гаранции дека ќе придобивате, затоа што крајот на краиштата никој не може да предвидува, бидејќи тоа се не зависуваат најмалку од нас. Ниту па некој може да влијае во тој дел, па и оценките се релативни. Nekretnine su uvijek bile, da kažem, interesantan domen investiranja i s razlogom, ja bih rekao, zato što nekretnine po pravilu uspevaju da zaštite investiciju od inflacije, ali takođe nekretnine se mogu staviti i u funkciju kreiranja dohotka, dakle ako se rentira nekretnina imate prihod od rente i otuda je to investicija u onu finansijsku imovinu koja istovremeno može da zaštiti
da bude dobra zaštita od inflacije, ali može da generiše i prihod. Dakle, vrlo slično kao što je investicija u akciju, odnosno u preduzeće ili ko kupi poljoprivrednu farmu, takođe će zaštititi sebe od inflacije i ostvariti mogućnost da generiše prihod, ali naravno kupiti neki biznis ili kupiti farmu, odnosno akciju i tako dalje, to nije tako, da kažemo, niti rasprostranjeno, niti popularno kao što je kupovina nekretnina. S druge strane, treba imati u vidu da u ovim okolnostima, kada imamo inflaciju relativno visoku, kada imamo kamate koje su u bankama vrlo niske i kada mnogi pokušavaju da kupujući nekretninu zaštite svoju vrednost, odnosno svoju imovinu, nekretnine mogu ponekad da se malo otmu kontroli i da cene budu i više nego što bi bile ravnotežne cene na tržištu. Tako da i tu treba biti obazriv i ne kupovati pošto poto, jer moguće je da se napravi takozvani finansijski ili špekulativni mehur na tržištu nekretnina i onda oni koji kupuju u tom trenutku kada su cene nekretnina više nego ravnotežne ili opravdane, mogu zapravo da dođu u poziciju da su nešto platili suviše, jer nije neobično očekivati u situaciji rasta kamatnih stopa, a to je okolnost u kojoj živimo, vidimo da i Evropska centralna banka podiže kamatne stope i američki Fed, sad imamo najave iz Britanske centralne banke, dakle kamatne stope idu gore, kako kamatne stope idu gore, tako će i tražnja za nekretninama postepeno jenjavati, jer će i hipotekarni krediti iz kojih se jednim delom finansira kupovina nekretnina postajati skuplji, pa će se postepeno i smanjivati ta tražnja za nekretninama. Tako da treba proceniti da li je ovo baš trenutak s obzirom na to da li su i koliko cene nekretnina do sada porasle, ali da kažemo uopšteno govoreći, ulaganje u nekretnine u uslovima inflacije je vrlo razumna investiciona strategija. Традиционално, валутите се избор за чување на заштедите на граѓаните и компаниите. Каков е вашиот став во однос на заштитата од инфлацијата доколку инвестираме во валути? Значи на този етап абсолютно всички световни валути се обесценяват агресивно от техните правителства. Тоест и еврото пада, и британската валута пада, и азиатските валути падат, дори в момента доларът се обесценява и пада. Значи подчертавам, че валутният курс на долара спрямо еврото може да се качва. Не означава, че доларът е добра защита от инфлацията. Той може да даде някаква частична защита, тъй като доларът в щатите също се обесценява. Доларът, покупателната способност на долара също пада и следователно доларът като цяло също така не е добра защита от инфлацията. В момента няма абсолютно нито една стабилна световна валута, с която човек може да защити спестяванията си. Човек трябва да закупи, за да запази спестяванията си, или злато и реални активи, или акции на някои компании, които можем да дискутираме сега. Trenutno još uvek ulaganje prosto u banki, u bankarske depozite još uvek nije isplativo. Dakle, kamatne stope jesu pozitivne i rastu, ali još nisu došle do nivoa inflacije. Međutim, i takvo ulaganje smanjuje gubitak u odnosu na čuvanje recimo novca u gotovini. Tako da ja bih rekao da trenutno to još uvek nije u potpunosti isplativo, ali se smanjuje gubitak, te otuda nije ni za odbaciti u potpunosti, ili može da se to koristi kao jedan način smanjivanja gubitka imovine, a s druge strane ne bih u ovom trenutku preporučivao da se po ovim niskim kamatnim stopama depoziti u bankama oročavaju na dugi rok, jer ja verujem da će se kamatne stope postepeno podizati i već, ja ne znam kakva je situacija trenutno u Severnoj Makedoniji, ali u Srbiji već sada banke počinju polako da reklamiraju više kamatne stope
za depozite. Verujem da će to biti u čitavom regionu prisutno i uz malo na neki način strpljenja doći će, ja bih rekao, jedno vreme na koje smo inače tradicionalno navikli, a to je da su banci normalno štedi i da se štedi po kamatnim stopama koje su relativno atraktivne. Alternative koje imate samo da kupite neku valutu ili da pređete iz jednu u drugu valutu ili ono što ljudi sada gledaju i vide da dolar raste u odnosu na evro pa misle da treba da se sada pređe u dolar, tu bi bio vrlo, vrlo obazriv zato što po pravilu kursevi valuta kao i sva druga tržišta sposobna su da u trenutnoj ceni odraze sva buduća očekivanja o budućim kretanjima. Tako da ako investitori očekuju da će dolar rasti na vrednosti u narednom periodu, on je vrlo verovatno već sada porastao na bazi tih očekivanja, tako da ta neka buduća neka promena u smislu rasta dolara je vrlo verovatno već sada u ceni, tako da tu ne bih mogao da dajem neki savet da li je bolje držati novac u evru, u dolaru ili pak držati u lokalnoj valuti, što nije loše s obzirom da su kamatne stope u lokalnoj valuti vrlo često više. Инвестирањето во инвестицијско злато и сребро е се повеќе во фокусот на инвеститорите, оние потенцијалните. Од тука од економистите, од академската заедница бараме мислења и ставови дали е правилно да се инвестира во вакви околности во инвестицијско злато или сребро. Да ги слушнеме нивните мислења. Това са двете основни инвестиции, които най-добре ще защитат нашите спестявания. Нека все пак хората да разберат, че когато инвестират в реален актив, може да е цинк, може да е мед, може да е желязо, може да е литий, изобщо произволен реален актив, от типа на метала, който е дълготраен, той ще защити своите средства от инфлация. Но това, което имат предимство златото и среброто е, че те са отлично познати от 5000 години на човечеството. Има изключително ликвидни пазари, така както в Щатите, така и в Великобритания, в Европа, разбира се в Истанбул има огромни пазари за злато и сребро, в Дубай има огромни пазари за злато и сребро, в Хонг-Конг, в Сингапур. Тоест имаме навсякъде по света изключително ликвидни пазари, така че след като човек е инвестирал в стандартно инвестиционно злато или инвестиционно сребро, е изключително лесно да бъде продадено в съответната държава, включително и в България. Вече имаме над 7-8 дилъри на злато и на сребро, които както го продават, така и го купуват, което вече не представлява проблем през последните 10-15 години в България, а в Европа от стотици години, от векове, разбира се и в Великобритания, и в САЩ, и в Азия, има такива борси за злато и сребро, вече и в България, доколкото разбирам вече и в Македония, има добре разработен пазар, така че хората обикновено се притесняват от това, ще могат ли след време добре да продадат златото и среброто. На този етап този проблем вече не съществува. Pa ja sam oko toga dosta skeptičan. Dakle, zlato i srebro imaju jednu vrstu, kako bih rekao, popularnosti u smislu da ljudi veruju da je zlato čuvar vrednosti, da je srebro čuvar vrednosti. Tradicionalno to je tako bilo, ali kad pogledamo kretanje cene zlata i srebra, mi možemo da vidimo neke, recimo, periode kao što je bilo 20 godina od sredine 80-ih pa sve negde do 2005. godine, kada je zlato gubilo na vrednosti u dolarima, a istovremeno dolar je imao inflaciju. Tako da sve manje dolara je vredelo zlato, a ti manji dolari, odnosno manje vrednost dolara bila je još dodatno umanjena inflacijom u dolarima. Tako da zlato jeste čuvar vrednosti na neki način, ali takođe može imati negativne stope prinosa i zavisi dosta od kolektivne psihologije. Dakle, ako su ljudi nesigurni u valute, ako su ljudi nesigurni u finansijske institucije, ako su ljudi nesigurni generalno
u budućnosti, da li postoji nekakva opasnost međunarodnih zategnutosti, sukoba i tako dalje, onda po pravilu u tim uslovima zlato dobija na vrednosti. Ali to ne znači da je to dobijanje na vrednosti trajna karakteristika i da se stvari ne mogu okrenuti ukoliko se odjednom promeni i kolektivna psihologija, jer ne smemo zaboraviti, kolektivna psihologija investitora u velikoj meri određuje cene na finansijskom tržištu. Svakako, ulaganje u zlato i srebro je ipak sigurnije nego ulaganje u kriptovalute iza kojih praktično nemate realno nikakvu realnu kupovnu snagu i vrednost, već su samo posledica tako trenutne ponude i tražnje. Vi s kriptovalutom ne možete da proizvedete ništa i kada biste hteli, a zlato i srebro ipak imaju svoju primenu koja nije samo kao novac i kao sredstvo plaćanja, već imaju i svoje alternativne primene koje ipak daju jednu temeljnu vrednost tim plemenitim metalima. Познавачите на состојбите за инвестирање во инвестицијско злато и сребро во продолжение на емисијата ќе ги истакнат своите ставови за оправданоста на ваквите инвестиции во инвестицијско злато и сребро во време на висока инфлација и криза. Да ги слушнеме. Секоја непогода, глобална, светска, па дури регионална, знае да се рефлектира врз некаков вид на продукт кој што е во делот на инвестициите. Така е во недвижноста, така е и во златото. Златото имаше свој пик на цена до моментот на инвазијата на Украина или таа специјална операција, како што ја нарекува Русија, но во принцип од тоаш навака па има и благ пат на цена. Не ја изгуби целата своја вредност која што ја имаше, затоа што во рамки на последната година, отколку што бил порастот, да речеме, има изгубено 250%, да речеме, но од последната година. Падот е, сега во моментов е во пад. Она што јас, како некој кој што би бил потенцијален инвеститор во инвестицијско злато, сакам да го напоменам дека сум го размислувал во многу наврати, откако е возможно и достапно. Патем работам со една од комерцијалните банки, веројатно и единствена која што работи со инвестицијско злато и ми го дадена понуда. Треба човек навистина да има слободни пари. Како кај недвижноста можете да имате точно заради конзервативниот пристап на банките 30% пари учество, се думеса да ви даде банка за да купите недвижен имот. Од друга страна, кај инвестицијското злато, вие веќе треба да имате своји средства на страна, и место да ги штедите на еден или на друг начин, да кажам, далеку паметно е место да ги вложувате во банка да купите инвестицијско злато, што јас лично би го направил. Значи да имате слободни средства. Точно, но инвестицијското злато вие не може никако не сме да го размислувате како берзански продукт со шпекулативна цена. Тој има постојан пораст во цената, но вие треба да го пратите нели тој период и да сте буден во тоа, но последните 20 години барем да се земат во пред. И доколку навистина таа цена расте во овие 20 години, како што ја напоменав дека има сериозен прираст на цена, тоа веќе на вас ви дава одредена сигурност. Зашто? Затоа што ако во недвижноста инвестирате и веднаш почнете да враќате преку изнаемување, вие добивате поврат на таа инвестиција веднаш. Факт е дека ќе ви се врати целата инвестиција за 10, 12, 15 години, после тоа сте слободни да ја продаете недвижност уште еднаш ако сакате и да ги заработите назад парите што сте ги инвестирали уште еднаш. Кај златото вие треба да го купите, бидејќи тоа не е нешто со кое што вие ќе тргувате, не можете да го давате под наем или не можете ништо да му правите, треба да го чувате на безбедно место, во банка, во сеф, во личен сеф, во куќа, закопано или некаде, на сигурно. Значи, за тоа не е нешто со кое што можете да го разговарате со роднините, па ќе каже комшијата јас си купив еве стан, па друг ќе каже си купив куќа, па трет си изградил нешто. Тоа е нешто за кое што го купувате, го заборавате дека го поседувате. Специфично е, не треба многу ни да кажете, нити па не е тоа нешто за фалење, значи затоа што денеска тоа чекаат разбойниците, да ве намирисаат дека дома држите 1 кило инвестицијско злато и апетитите да пораснат, да ви ја проверат куќата кај се наоѓа. Значи,
Носи обврска секако. Да, и сега, она што мене лично ме интересираше како е да се пренесе преку граница. Предпоставувам дека тука во тој дел регулативата треба може да биде малце по-либерална, да работите можеби вие чисто како совет, како компанија која што се бави со продажба на инвестицијско злато и племенити материјали, да овозможите евентуално промена во таа легислатива, во регулативата, да се овозможи. И она кое што јас им го дадов исто така како совет на банкарите, од чија што банка добив интерес и еден инпут за инвестицијското злато, е истото да биде подложно да може банката да ви го валоризира доколку ви се потребни пари. Што сакам да кажам, не да ви го продаде. Ако јас можам да купам куќа со сопствени пари и ми треба пари, ја ставам во банка под хипотека и ја зимам вредноста во 70% или 80%, би требало да работите на легислативата во делот да инвестицијското злато, доколку вложам 100.000 евра и го купам и го чувам во банка, во сеф, да банката може, доколку мене ми треба, да речеме, не знам, одредени средства, го заложи тоа злато и ми исплати, да речеме, кредит за кој што ќе плаќам камата. Но пак ќе кажам, тоа е нешто на кое што веројатно треба да се работи, за да се развие овој пазар малце повеќе, инаку да не ве чуди дека луѓето сакаат да проверат дека тоа навистина е тој племенит материјал кој што им го продавате, а не обланда запакована, која што нема да може да ја проверат. Факт е дека постои сериозна недоверба кај нас, збориме тука во домашниот инвеститор. Едноставно кажано, тие дури и на градилиште доаѓаат по неколку пати да видат каков е квалитетот на материјалите кои што се вградува во становите. Тоа ќе остане веројатно на овие простори. Да, повелете. Односно преноса преку граница, моментално сме се концентрирали на друго нешто. Едното, което сакаме да бидне, македонската влада по модел на Естонија да освободи среброто од ДДВ. Сметаме дека тоа ќе биде многу корисно за државата, бидејќи насекаде во Европа, освен во Естонија, инвестицијското сребро е со ДДВ. Среброто, економистите и луѓето кои се занимаваат со благородни метали сметат дека е многу потценето. Значи, ако кажеме, че цената на соодноса меѓу злато и сребро преку тези 5000 години средно е било 12,1, в момента соодноса е 90 към 1. А среброто във всеки един мобилен телефон, возило, слънчеви панели, сето това нещо гълта сребро. Среброто, което има в моментов, е много намалело, а цената му е под цената. Ако македонската влада успее някак да изведе това нещо, да освободи среброто от ДДВ, мислям дека това би било много корисно за Македония. А относно изнесуването преко граница не е толкова тежко, че да се концентрираме върху него. Една дозвола не повече от недела ќе отнеме да се извади от министерството и да се изнесе. Другото, което е за банката, да ви кажам, ние като компания в Македония имаме голям проблем с банките. Защо? Банките ни приемат како нивен конкурент. Те не сакат да работят с нас. Не сакат дори да ни отворят сметки. Да, и въпросната банка, за която говорите, може да ги попитате за нас. Ние работехме първо преко нивната банка, докато не станаха наши конкуренти. Да. Работим в момента с друга банка, се опитваме това, което вие кажувате, да го постигнем за залог, за златото да се даде на кредит, но пак целият банков систем в Македония, както и вие казахте, е много консервативен. Ново име, не сакат да го работят конкурента, луѓето, които имат пари в банката, когато си купат злато, те го вадат от банката. И тук е веќе банките не сакат парите да се вадат. Те сакат сите пари да ги съберат в банката, за да може да ги... Какво е банката? Взима ги от вложителя и ги дава на друг. Тя печели от каматата. Ясно. А когато вложителя си купи злато и извади парите от банката, веќе банката не сака. Да не почна да ви изброям от всичките банки в Македония, 95%, така да го кажем, не ни дава да си отвориме сметка. Просто не ни дават. Когато бяхме в Народна банка и разговаряхме за това нещо, те имали право. Значи закона ни задължува ние да работиме с банките, но не задължува банките да работят с нас.
Јасно. Значи има уште многу поле за работа во овој дел на усогласување на одредени прописи, можеби ако ги речеме, ќе речат да, прописите се поставени, законите се поставени, меѓутоа во пракса ги потенцираме работите како функционираат, значи не е толку едноставно да по засилено темпо на овој сектор или оваа дејност, инвестирање во инвестициско злато и сребро за живее од овие фактори за кои што зборувавме. Значи во иднина треба да се работи многу повеќе на ова поле за да може да стане и тоа една можност поголема за да се инвестира. Конкурентен сегмент на пазарот за донесување на одлука за долгорочна инвестиција. Секако. Ќе кажам долгорочна, бидејќи во делот кај недвижностите можете и на краткорочна и на среднорочна инвестиција да направите, доколку некој сака се занимава со сите тие трансфери на нотари, продажби, изнаемувања, краткорочни и така натаму, но принципиелно златото треба да се, значи, како берзански продукт, но кој што е релативно стабилен. Зависи од движењата на берзите, се слагам со тоа, но цената постојано му расте на еден начин. А од друга страна, имате други берзански продукти кои што се врзани со акции на компании, каде што јас од лично искуство едноставно не верувам, бидејќи шпекулативни се цените, да не речам дека една изјава на еден председател на држава може да донесе до сериозен пад на цената, така да би се задржал на конзервативните методи на инвестиција, тоа е недвижноста и инвестицијското злато, пазар ги има. Но пак ќе кажам, луѓето треба да имаат слободни пари и треба да го размислуваат на еден долгорочен и внимателно секако, советувања со добро упатените, затоа што поставување на прашање. Поставување на прашања и тогаш да се носи одлуката. Ви благодарам што одвоивте време и направивме една убава исцрпна анализа на двете теми во контекст на она што е правилно за да се инвестира. Ви посакувам секое добро и благодарам што бевте дел од ова издание на емисијата Профит. Благодарим. За правилен избор на инвестиции или диверзифицирање на инвестициите со цел заштита од инфлација потребна е добра финансиска писменост на граѓаните и инвеститорите. Што мислат економистите од академската заедница, на кое ниво е финансиската писменост на Балканот? Многу прашање на место, кој што на некој начин не тангира и нас како институции, кој што ги на нешто образуваме, дури и младите, да речеме, економисти, кадрови и така натаму. Мислам дека писменоста ни е на ниско ниво, многу ниско. Дури и во однос на балканските земји други, каде што имале подинамични пазари, во смисла на финансиски пазар, пазар на капитал, пазар на недвижности и така натаму, ние сме релативно многу сиромашни во тој дел. Значи, се уште пазарот на капитал кај нас функционира само преко хартија од вредност акции. Се уште не функционира така наречен корпоратив bonds или корпоративни обврзници. Од таа гледна точка, на некој начин, ние не сме на тоа ниво за да можеме, па најмалку и дури образовани, и самите инвеститори и инвестицијските фондови не се многу отворени, па друга е култура инвестицијска што ние сме на некој начин доста конзервативни. Значи, ние на некој начин сме конзервативни во смисла кога доаѓаат вакви времиња, не сме преземачи на ризик. Самите комерцијални банки, некои дел од нив, кои што имаат и добро инвестицијско портфолио, и тие се многу конзервативни. Дури велат подобро да се намали, значи, агресивноста, да не се инвестира отколку да се инвестира, и од тука имаме слаб развиен пазар на инвестиции, пазар на капитал и така натаму, што сметам дека тоа треба да почне малку порано и треба да биде предмет на курикулумите или програмите во средните училишта. Ние као Универзитет на Југоисточна Европа тоа сега го правиме со тоа што издаваме основни книги кои што ќе бидат за средните училишта, за изборни предмети
во делот на економија, во делот на правото, за да после оттамо влечеме со основни познавања, бидејќи во универзитетот имаме и технолошки парк, започнување со стартапови, компаниите и така натаму, за да кога доаѓа до прва година, студентот да има представа што тоа значи. Значи, да не одиме по тие теоретски фундирани само знаења, туку знаења практични. И во тоа се идентификува и се разликува универзитетот на Југоисточна Европа преку така наречени вештини и способности, значи тој skill-based портфолио на студиска програма и гледаме дека функционира подобро. Меѓутоа сме доста осамени во тој дел. Значи ни треба тука општествена акција за да создаваме општество кое ќе биде креативно, кое ќе биде со превземање на ризик, а не подготвено општество кое ќе чека само од влада. Или ќе бара влада што ќе даде, вработување влада, иницијатива бизнис влада, помош социјална влада, од каде? Нашата финансова писменост, ние казваме грамотност, финансовата грамотност в Балканите, както в България, така и в Македония и в бившите сръбски държави е изключително ниска. На скалата от 1 до 10, не повече от 1 или от 2. В България хората знаят само 2 възможни начина да спестяват парите си. Да слагат депозит в банката или да купуват съответно недвижими имоти. Това е изключителна ниска финансова грамотност и хората не разбират, че те могат да защитат финансите си чрез покупки и на държавни облигации, чрез покупки и на акции и чрез покупки на злато и сребро, които са допълнителни инструменти или допълнителни начини хората да се защитат от инфлация и изобщо да инвестират и да получават особено добри възвръщаемости. И аз за това излизам по български медии и сега най-вече по социални медии, където правя изключително много подкасти, за да повишавам нивото на финансова грамотност на хората, така че хората да разбират, че само с банков депозит и с покупка на жилище вече не става или че това вече не са добри начини на този етап и че хората трябва да търсят алтернативни начини, включително и акции, и ценни метали и за съжаление хората разбират твърде малко от тези инвестиции и затова те трябва да повишат своята финансова грамотност. Pa mislim da imamo, kako bih rekao, dosta prostora za napredovanje i to je pozitivno gledanje na taj problem. Ja bih rekao da je finansijska pismenost vrlo važna i da se krene od, da kažem, malih nogu, od škole, osnovne i u srednjoj školi, da se radi na tome da ljudi kada uđu u svoj normalni odrasli život, kada su pravno sposobni da sklapaju ugovore, da uzimaju kredite, da već znaju osnovne pojmove i da su u stanju ne samo da procene prilike koje im nude finansijske institucije, nego i da s njima ulaze u odgovarajuće pregovore, jer mnoge stvari koje nam ponekad ponude banke i kažu to je tako standardno i mi samo treba da potpišemo na dnu gde je mesto za potpis za neki ugovor o kreditu, nije uvek baš tako, postoji prostor za pregovore oko svakog kredita, a da bismo to iskoristili, dobro bi bilo da znamo više možda o finansijskim proizvodima, jer oni na neki način su deo svakodnevnog života koji živimo. Кризата се очекува и понатаму да предизвикува неизвестност, а инфлацијата да нанесува големи загуби. Единствени се ставовите дека не може да се очекува брзо опоравување на состојбите во економијата, а пазарите на недвижности, валути, инвестициско сребро и злато ќе бидат чувствителни на ваквите состојби. Ставовите за вистинските начини на заштита од инфлација во овие високи стапки кои што се присутни кај нас, но и во целиот свет,
се разликуваат од аспект на она што го посочија представниците на секторот на недвижности и на инвестициско злато, но и на оние кои што се представници на академската заедница. Она што е сигурно е фактот дека треба да се има голема внимателност во насока на одлуката за што и во што ќе се инвестира во едни вакви сложени и исклучително тешки околности. Почитувани гледачи, тоа беа содржините што ги подготвивме за ова издание на емисијата Профит. Следете ги репризните изданија на веб страницата nashatv.com.mk. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување.